Здраво, риби! Ајде да дзирнеме што носи месец август за вас, рибите. Генерални пораки, генерални толкувања, значи обидете се да препознаете што е ваше. Пред да започнеме, кратка само информација околу неделните пораки. Во недела обично ги постирам неделните тарот предвидувања. Значи во недела и се за неделата која предстои секогаш, што значи дека ако ве интересира и доколку сакате, слободно Gold Tarot MK, тоа е нашата Facebook страница и таму може да си прочитате. Тоа се постови, не се видеа, меѓутоа кратки пораки, поважни нешта што ќе обележат неделата која следи. Ајде сега да видиме што ќе донесе август за вас. Јас гледам, имам чувство дека вие во август се обидувате да остварите некаква комуникација со нешто или некого. Овој некој може да биде буквално било кој, вие знаете, може да биде вашиот партнер, може да биде некоја личност со која очајно ви е потребна комуникација, може да биде институција, може да биде здружение, организација, апсолутно се може да биде, тоа вие само го знаете. Меѓутоа јас овде имам чувство дека се работи околу нешта, околу љубовта, околу вашиот партнер, околу сродната ваша душа. Сега, зошто се обидувате да остварите? Се обидувате затоа што нешто се случило и вам ви е блокиран пристапот. Едноставно не сака да имаат ништо со вас. Може би грубо звуча, меѓутоа тоа го гледаме вовде. Не сака да имаат ништо со вас. Нешто се случило, вие знаете што. И сега вам очајно ви е потребна оваа комуникација. Вие сакате да се оправдате, вие сакате да се искажете, вие сакате да вашата поента, вашата приказна да се чуе, вие сакате да биде тоа чуено. Меѓутоа, некој тоа не сака да го чуе и ви дава до знање, ви дал до знање, повеќе не сака ништо тука, не сака да разговара, не сака ништо да му се објаснува. Ова вас ви паѓа тешко, затоа што ви овде многу имате вложено. Ова не е едноставна работа за вас. Толку многу сте вложувале за сега вака да се случи, тоа не можете ни да си го дозволите, ни да си го прифатите. Вие обично знаете да ги контролирате ваквите ситуации, вие обично знаете да ги балансирате овие нешта, секогаш знаете што да направите, кои постапки, кои чекори да се направат. Меѓутоа овде сега и во август месец нешто вам ви се скратени можностите. Вам не ви се, еве сте вие, се гледате буквално врзани рацете, нозете, дури очите. Едноставно ово е некој кој не може да действува. Не може. Ни физички, ни ментално, ни никако не може да действува. Нешто го спречува. Тоа сте вие. Вие ќе бидете спречени. Но кажав, вас страшно ви е потребна оваа комуникација. И сега што се случува во август, крајот на август веќе смислите план, стратегија и ќе отидете таму каде што треба, каде што ви е потребна комуникацијата и ќе се впуштите во нешто, ќе направите чекор, меѓутоа ова го правите искрено, честно и од срце. Го носите ова извинување, оваа порака, оваа вест, ова нешто го носите искрено и од срце. Се надевате дека вашата чиста намера, чиста душа ќе се препознае, ќе ја видат, ќе ја препознаат. Со цврста, многу цврста намера сте тргнале кон ова. Ќе тргнете во август. И доброто е што сте многу добро спремени за ова. Многу добро знаете што да кажете, кога да го кажете тоа.
вие имате јасна стратегија, план и цел како да го кажете ова, меѓутоа кажав сепак со една чиста душа, со едни убави мисли, чисти, не сакате овде ништо нејасно, не сакате овде ништо да направите нечесно, овде е се честно, чисто и искрено. И од другата страна сега веќе ќе се сменат емоциите, ќе се сменат нештата, меѓутоа вие ќе препознаете дека другиот или од другата страна каде вие го носите ова извинување, ова идеја, ова мисла, тие ќе бидат сега малку горди и ќе чувствуваат дека победиле. Сега тие малку ќе чувствуваат дека победиле после ова вие што ќе го направите. Меѓутоа не ви е грижа вас сега, ни дали мислат дека сте победени, ни дали мислат дека сте поразени, ни ништо не ви е грижа. Вашата грижа е околу тоа да си ја вратите положбата. Нешто се работеше овде за вашата положба во нешто, дали во домот, во врската, во групата, во институцијата, кај да е, ви е грижа единствено да си ја вратите положбата. Вие бевте во многу добра, во идеална речиси, и после ова што се случи, нешто неубаво се случи, сега единствено што се грижите е да ви се врати вас таа положба во која си бевте. И исходот е токму она што го посакувате, токму тоа ќе се врати. Значи, ако си ја посакувавте положбата ќе се врати. Ако посакувавте значи, буквално што и да посакувавте да се случи после оваа комуникација, токму истото тоа ќе го добиете. Меѓутоа, треба да очекувате дека овде сега нема да биде така едноставно. Овој пат, да, истото ќе си го вратите, меѓутоа ќе има повеќе труд и работа. Ќе треба да вложите повеќе труд и работа, ќе треба да бидете малку поиновативни, поинвентивни, ќе треба да бидете да смислувате начини како да ги одржите нештава, како да ги одржувате на убав начин, да одржите страста, да одржите интересот некому. Ќе биде малку понапорно, меѓутоа тоа што го сакате, тоа ќе се случи. Некои други од вас, вие преку некакви постапки ќе се обидете некому да му го одвлечете вниманието за да направите нешто, а тој некој да не види. Меѓутоа овде вашите намери се многу, ова се убави намери, ова не е нешто за вие да направите нешто нечесно или да направите некому нешто, не. Вашите намери се да остварите нешто, да добиете нешто или да постигнете нешто за домот или семејството или партнерот. Не е ова за вас, ова нема да го правите за вас. Меѓутоа, ќе го направите на тој начин што ќе се обидете да одвлечете внимание некому за во меѓувреме да направите нешто. Можеби пак ќе биде изненадување. Се обидувате да направите некому, да приредите некому изненадување, меѓутоа цело време постојано го одвлекувате вниманието да не ве забележат што спремате, што подготвувате. Некои од вас ќе направат нешто многу големо, многу драматично да не речам, меѓутоа нешто ваше, нешто по кое вие ќе бидете препознаени, каде што вие оставате печат и тоа ќе се забележи, сите знаат, да, тој или таа риби ова го може само. Тој или таа риби ова само го знае и вака да го направи, и вака да го смисли. Ќе ви отвори нови врати, ова што ќе го направите, ова големово и впечатливово. Меѓутоа, за да се случи целосно, да сте задоволни и среќни,
и да ви се отварат овие врати за тоа да се случи, треба да бидете природни и своји. Апсолутно природни и своји. Немојте да навлекувате некакви карактеристики од некој друг или да постапите како што би постапил некој друг. Не. Ако постапите само како што би постапиле секогаш вие и од длабочините на вашата душа и срце, ако сте потполно своји, тогаш ќе доживеете големи успеси. Сега, за жал, за некој од вас пак нешто нема да се случи како што планирате и како што очекувате. Ова нешто не е во љубовта, ова е нешто во околу делот со комуникација или околу делот со работата, со нешто во кое сте вие вклучени, некој си можеби проект. Ќе добиете вести дека може не е прифатен проектот, може не е одобрен, може некому не му се допаѓа. Какви да бидат тие вести, вас ќе ве разочараат на момент. На момент дури па и многу ќе ве погодат. Ова нешто може многу да ве погоди, не знам зошто, може многу вложивте и сега може многу и да ве погоди. И во еден момент ќе чувствувате дека сте губеле време, толку сте вложиле овде, а всушност сте изгубиле само време, ништо повеќе. Меѓутоа, колку и да ве погоди, тоа ќе биде краткотраено, затоа што вие сте реални овој пат, ќе гледате реалистично на работите и ќе видите дека тоа што треба тоа што нема да се случи, едноставно не требало да се случи. Тоа ќе ви биде многу некако јасно во август. Колку вие и некогаш и да знаете да бидете малку дисконектирани од реалноста и да фантазирате, овој пат ќе бидете навистина во контакт со реалноста. И јасно ќе ви биде дека тоа што не се случило, не ни требало да се случи и тоа е се во ред. Да, можеби убаво ќе беше да се случи, ќе направевте некоја голема промена, тоа и ви беше целта. Меѓутоа, ова нешто треба да продолжи без вас. Можеби некаква апликација беше за некаде, може за патување подалеку, можеби за одење некаде. Едноставно, ова нешто треба да продолжи без вас. Тоа ќе биде пораката, тоа ќе го чуете, тоа ќе биде веста што доаѓа кон вас, дека ова нешто ќе продолжи без вас. Вие нема да бидете вклучени во ова. И сега, зошто е ова вака? Ова има една поголема цел, тоа треба да го знаете и некако ќе го знаете, кажав, ќе го чувствувате ви ова дека има поголема цел. Нешто не треба да се случи затоа што вие треба да направите нешто сосема друго. Вие треба да тргнете по друг пат и во друга насока. Ова не се случува затоа што вас ве очекуваат промени, големи промени ве очекуваат од септември натака. Ова не е овие промени нема да се случат во август. Овие ќе биде само навестување на тоа што ве очекува. Вас ве очекуваат големи промени. Значи целите што сега ги имате, плановите што мислите дека се правилни, не се, тоа ќе ви биде кажано. И сега што се бара од вас е трпение, да ги прифатите нештата како што се и да бидете спремни за овие промени што доаѓаат, да ве најдат спремни и подготвени. Драги риби, тоа е тоа за сега. Се надевам уживавте. До следната. Чао, чао!